Основното музичко балетско училиште Лазо Мице Врале денеска го прослави својот патронен празник. Денеска просторот предвиден за свечената седница беше претесен да ги прими сите гости, родители, роднини, но и професори и ученици, но сите изразија желба следната година тоа да се случи во нова, многу поголема сала. Целата церемонија започна со положување на свежо цеќе на бистата на патронот во дворот на училиштето, а меѓу другите беше и делегацијата на локалната самоуправа предводена од председателот на Советот на општина Кавадарци магистар Илија Тренчев, делегација на Сојузот на борците на град Кавадарци, членови на семејството, како и делегација од училиштето. Потоа во просториите на училиштето се одржа свечена седница на која им беа доделени награди и признанија на вработени во училиштето за долгогодишна работа. Награди добија професорите по кларинет Пешо Бошков за 30 години работа, Стефан Волчев по хармоника исто така за 30 години, Даниела Маџункова Паланкова за 10 години, како и секретарот на училиштето Блага Шикова. Потоа им беа доделени и награди на најдобрите во класа. Награди добија ученикот Душица Стрезовска за балет кај наставникот Билјана Грозданова Ивановска. Потоа ученикот Блаже Митров во класа хармоника кај наставникот Стеван Волчев. Ученикот Петар Најдовски во класа труба кај наставникот Златко Јованов. Ученичката Даниела Јованова во класа пијано кај наставникот Ана Рангелова. Ученикот Ѓорѓи Филковски во класа пијано кај наставникот Весна Павлова. Ученикот Трајче Стојанов во класа кларинет кај наставникот Пешо Бошков, ученикот Илија Стојанов во класа кларинет кај наставникот Лазар Соколов, ученикот Александар Маринковиќ во класата на народни инструменти кај наставникот Горан Јанев, ученикот Катарина Ѓорѓиева во класа пијано кај наставникот Јелица Лазарова, ученикот Александар Серафимов во класа солфеж кај наставникот Борче Митрев, ученикот Илина Мартиновска во класа солфеж кај наставникот Ангелина Исакова, ученичката Маргарита Лазовска во класа солфеж кај Даниела Паланкова Маџункова, потоа ученичката Ана Илова во класа виолина кај наставникот Ласко Атанасов и ученикот Сонја Ралева во класа флейта кај наставникот Силвана Чупева Атанасова. На крај награди добија 6 ученици првенци на генерацијата и тоа од класата по виолина на наставникот Ласка Атанасов, ученичката Александра Петровска. Од класата пијано кај наставникот Ана Рангелова, ученикот Тодор Спанџов. Во класата пијано кај наставникот Весна Павлова, ученикот Александар Ташев. Во класата труба кај наставникот Златко Јованов, ученикот Мите Настов. Во класата на народни инструменти кај наставникот Горан Јанев, ученикот Трајче Илиевски и во класа пеење кај наставникот Радица Костадинова, ученичката Слободанка Танева. Следуваше еден мини концерт на оние кои ги добија наградите за првенци на генерацијата, а на крај го искористивме нашето присуство и поразговаравме со еден од учениците на генерацијата, Александра Петровска. Мојот професор по виолина, Ласко Атанасов, кој ни си во овие години ме инспирираше да вежбам, да свирам и тој е најкрив за себе ова. Јас продолжувам гимназија, но ќе продолжам да посетувам музичко овде, кај мојот професор Ласко Атанасов. Виолина затоа што дедо ми кажа дека таа е кралица на инструментите. Секој девојче сака да биде принцеза, па тоа само беше чекор напред. Значи сепак дедото е првиот виновник што ти денеска свириш виолина. Токму така, тој е најзаслужен за мојот успех денес. Кажи ми, поддршка од родителите има? Секој пат сум имала поддршка од нив. Всушност и тие ми ја всадија идејата да се запишам на музичко, а дедо ми ја всади идејата да се запишам на виолина. Значи јас сум одличен ученик, сите оценки се петки. Колку што сум успешна на училиште, толку сум успешна и во музиката. Во целото музичко најмногу ученици има на виолина, околу 30 ученици, што значи дека интересот за виолината е најгорен. А виолината е сепак и скап инструмент. Токму така, виолината е многу скап инструмент, но вреди да се научи и вреди да се свири. Што виолина имаш ти? Јас имам Ямаха виолина, што ја купив пред неколку месеци.